Добро вечер, почитувани гледачи. Последно издание на Дневникот на К3. Еве што издвојуваме. Се отвори нов одел за трансфузиологија во Кумановската болница. Македонија има безбедна вода за пиење. Кратерите во Сибир ја откриваат тајната на Бермудскиот триаголник. Ракометарите на Вардар се пласираа во четвртфиналето во Лигата на шампиони. Празникот на пролета, 22 март, младите го празнуваат како свој ден, како ден на младоста, љубовта и убавината. На овој ден Светата православна црква го празнува споменот на 40-те војници од Севастија кои маченички загинале за Христовата вера. Денес Светата православна црква го празнува споменот на светите 40 севастијски маченици, римски војници кои настрадале поради тоа што одбиле да ги гонат христијаните. Овој ден младите го празнуваат како свој ден, ден на младоста, љубовта и убавината, ден на младите брачни двојки, затоа што и 40 маченици биле млади. Овој ден е посветен на младенците и поради венците со кои мачениците биле венчани со љубовта Христова. И на венчавките во црква на главите на младите сопружници се ставаат венци кои имаат тројна символика. Венци царски, секој човек е цар во својата куќа. Венци маченички, бидејќи во бракот треба да се поднесуваат жртви за бракот да обстане и да трае. И венци на бесмртната слава во Царството Христово. Со ова се укажува на тоа дека сопружниците треба да бидат верни еден на друг, како што севастиските младенци му биле верни на Христа, и дека таа верност и љубов никакво искушение не може и не смее да ги совладе. Традиционално верскиот празник младенци го слават брачните двојки што се венчале во текот на минатата година. На младенци се оди во домовите на младите и тазе сопружници се слави нивниот нов почеток. Гостите што одат на младенци обично на домаќините им носат пригодни подароци, работи што ќе им бидат корисни во домот. На гости доаѓаат сите блиски пријатели и роднини. Ете мажот и жената станале едно тело и тоа треба да биде во рамнотежа како што се денот и ноќта на рамноденицата. На иницијатива на Меѓународната асоциација на вода и ЮНЕСКО во 1993 година во многу земји во светот 22 март е прогласен за Ден на водата. И покрај тоа што изгледа дека на планетата Земја вода има во изобилство, факт е дека само помалку од 1% од водата на Земјата е употреблива за пиење. По повод Светскиот ден на водата, кој се одбележува денеска, Институтот за јавно здравје соопшти дека Македонија се наоѓа во група на земји во светот со многу висок пристап до безбедна вода за пиење. Во 2014 година, пристап до безбедна вода за пиење имаат 97% од населението во државата, наспроти 95% во 2010 година. Без вода нема одржлив развој, е пораката со која Обединетите нации годинава ќе го одбележи 22 март Светски ден на водата. Светскиот ден на водата во Македонија денеска ќе биде одбележан по 6-ти пат во организација на Институтот за јавно здравје во соработка со КАТ продукција. По тој повод се организирани повеќе активности во главниот град, ќе бидат делени летоци со податоци за состојбата со безбедна вода за пиење во светски размери и корисни и едукативни информации за значењето на водата за здравјето на луѓето. Подготвен е и перформанс да се грижиме за иднината, да се грижиме за водата, преку кој ќе се пренесат пораки за значење на водата за здрав живот и препораки како да се грижиме за да не ги исцрпиме ресурсите на безбедна вода за пиење. Обединетите нации секоја година иницираат масовни манифестации ширум светот по повод Светскиот ден на водата. Министерот за здравство Никола Тодоров денеска присуствуваше на отворањето на оделот за трансфузиологија во Кумановската болница во комплетно нови простории. Тој изјави дека овој проект сега ги задоволува сите европски стандарди за работа. Оттаму најави нови инвестиции кои се потребни во болницата. Министерот за здравство Никола Тодоров денеска ја посети општата болница во Куманово, каде што ја пушти во употреба трансфузиологијата и тоа во комплетно нови простории. Новите простории заменија еден стар простор кој е изграден во 1924 година и од тогаш не е реновиран, кој се наоѓаше во многу лоши услови. Со овој комплетно нов простор, практично сериозно се подигна нивото на
квалитетот на здравствената инфраструктура овдека во општата болница во Куманово, и тоа во едно многу сензитивно одделение или еден сензитивен сектор или дел од здравствената дејност. Инаку во изминатиот период значително е зголемен бројот на пациенти, практично скоро дуплиран. Тоа е доказ дека ова инвестиција која што е реализирана во последните неколку месеци, 7-8 месеци, траеше целата оваа работа, е инвестиција која што е паметно избрана и инвестиција која што ќе овозможи подобро функционирање и подобра организација, но и сериозно подобри услови за вработените и за пациентите овдека од Куманово и од целиот овој регион. Оваа инвестиција е во вредност од околу 6 милиони денари и ги задоволува сите стандарди пропишани во оваа област, од аспект на кружно движење на пациенти и од аспект на целата опрема која е потребна за квалитетно функционирање на оваа дејност. Директорката за трансфузиологија на Република Македонија вели дека овој објект е независен и автономен, кој е направен по сите европски стандарди. Крводарителството е традиција во Куманово и тоа се повеќе се зголемува. Во последните 3 години имаме зголемување од 15%, што е навистина многу во сегашните услови. Министерот Тодоров најави дека во иднина ќе има реновирање на хирургијата во Куманово, односно изградба на ургентен центар каде ќе бидат сместени хируршките амбуланти и амбулантите од интерното одделение. За овој проект е објавен тендер кој е сега во завршна фаза. Ургентниот центар ќе биде готов до втората половина на 2016 година. Тутунскиот комбинат Боро Петрушевски Папучар се очекува да добие нов собственик и повторно да произведува. Стечајната постапка беше завршена кон крајот на годината во Велешкиот основен суд, кој распиша оглас за продажба на монополот. Продажбата ќе оди без почетна цена, по електронски пат, а за новиот собственик ќе одлучува собранието на доверители. По завршувањето на стечајната постапка со одлука на Велешкиот основен суд, Кумановскиот монопол оди на продажба. Монополот ќе се продава во пакет по електронски пат без почетна цена. Веќе имало неколку посети на заинтересирани купувачи кои дошле со нивни стручни лица да ја видат состојбата пред се опремата и машините. Огласот за продажба на Кумановскиот тутунски комбинат е распишан и тој ќе трае во наредните 15 дена. Влегувањето на нови инвеститор отвара можност за повторно вработување на веќе искусните работници во тутунски комбинат, но и за нови млади невработени. И ова вест така позитивно, доста оптимистички се чу кај нас и да се надеваме дека на 26 ќе се јави некој инвеститор, а со тоа ќе биде заинтересиран и за нас кои сме работеле тука со работно искуство пак да не вработи. Монополот беше препознатлив по брендовите МТ и Драва на целиот Балкан. Поранешните вработени веруваа дека некогашниот тутунски гигант може повторно да работи рентабилно. С едно ново брендирање на нов бренд на МТ на Драву, ја мислим дека комбинат ќе заживе и комбинат и градот. Во Кумановскиот монопол на времето работеа приближно 400 работници. Откако фирмата заглави во стечај, тие со години беа без никакви примања и здравствена заштита. Монопол има капацитет и с машински кадар, с машина, све, да за кратко време монопол може да се рестартира, може да почне да работи, тако и да монопол има одреден круг на луѓе кој још може да функционира, још може да работи. Со влегувањето на стечајниот управник и завршувањето на постапката, 30% од работниците добија технолошки вишок до пензионирање, а останатите беа уредно пријавени во Агенцијата за вработување. Конечната агонија на вработените се реши и сега има информации дека е распишан оглас за продажба на Тутунски комбинат Куманово. Се надевам дека купувачот е некој сериозен доколку се јави и вработените, оние кои иако се прогласени како технолошки, иако се пријавени во Агенција за вработување како невработени лица, мислам дека новиот газда сигурно ќе смета на оние кои веќе работеле во Тутунски комбинат. Најголем доверител е управата за јавни приходи на која комбинатот и должи повеќе од 80% од вкупната вредност. Доколку Тутунскиот комбинат не се продаде, ќе биде распишан нов оглас, а ако и тогаш не се јави купувач, целокупниот имот сразмерно ќе се распредели на доверителите. По извршениот попис, согласно стечајната постапка, вкупниот имот на Тутунскиот комбинат Куманово беше проценет на 14 милиони евра.
По 6 години стечај се отвара вратата на Кумановскиот тутунски комбинат. После 26 март ќе се знае кој ќе биде новиот инвеститор кој треба да ја рестартира фабриката и да понуди нови вработувања. Инаку само за подсетување, последниот собственик на комбинатот Бајруш Сейди го купи контролниот пакет акции за 250.000 евра. Во акцијата Пепел беше уапсен за организиран криминал и издржува затворска казна. За време на транзицијата од 2003 наваму, производството во комбинатот се одвиваше со долги прекини поради зачестени блокади на жиросметката од страна на УЈАП, поради што и платите на вработените доцнеа, но не беа ретки ни штрајковите. Во меѓувреме се јавија и инвеститори од Израел и Сараева кои за кратко време се заминаа. По нив дојде и американскиот газда Василис Морфопулос во обид да ја подигне фабриката на здрави нозе, но таа и понатаму тонеше во долгови. Министерот за одбрана Зоран Јолевски зеде учество на 10-тиот јубилеен Бриселски форум, на кој зборуваше за аспирациите на Република Македонија за членство во НАТО и Европска Унија и другите чекори што се превземаат во образованието и здравството, реформите и модернизацијата на АРМ, како и за резултатите од областа на економијата. Министерот за одбрана на Република Македонија Зоран Јолевски во Брисел зборуваше дека местото на Македонија во НАТО и Европската Унија, како рамноправен член кој се залага за економски просперитет, мир и безбедност во Европа и светот, на 10-тиот јубилеен Бриселски форум што го организира германскиот Маршал фонд. На свечената вечера присутни беа представниците на земјите од југоисточна Европа, а на нив министерот Јолевски зборуваше за плановите на Македонија за интеграција во НАТО и Европската Унија, потоа за реформите во областа на образованието и приливот на странски инвестиции во државата. За време на форумот министерот Јолевски оствари средба со државни и think-tank представници како Даниел Фрид, координатор за политика во Стейт департментот, Деймон Вилсон, извршен подпредседател при Атлантскиот совет, Ален Лероа, генерален секретар на Европската служба за надворешни работи и амбасадорот Александро Минуто Ризо, поранешен заменик генерален секретар во НАТО. Република Македонија беше поддржана од страна на соговорниците да продолжи да се движи по патот кон НАТО и Европската Унија. Поздравени беа неопходните реформи кои владата на Република Македонија ги усвојува за да ја подобри благосостојбата на македонските граѓани и да ја внесе Македонија во евроатлантското семејство. Младите до 27 годишна возраст секој трет викенд во месецот ќе можат бесплатно да патуваат со воз. Проектот го реализира Агенцијата за млади и спорт во соработка со Македонски железници транспорт. Младите до 27 годишна возраст секој трет викенд во месецот ќе можат бесплатно да патуваат со воз. Проектот го реализира Агенцијата за млади и спорт во соработка со Македонски железници транспорт. Сакаме дополнително да го промовираме и да го актуализираме проектот со кој што се возможува на сите млади лица до 27 години во Република Македонија секој трет календарски викенд во месецот бесплатно да го користат железничкиот сообраќај, изјави директорот на Агенцијата за млади и спорт Маријан Спасевски, кој заедно со група млади лица до 27 годишна возраст организирано од патуваат Скопје до Велес. Тој упати порака до сите млади луѓе во Македонија да го користат бесплатниот викенд во железничкиот сообраќај без разлика дали ќе одат на кафе во Битола на Широк Сокак, дали ќе посетат кошаркарски надпревар во Гевгелија или пак ќе го посетат новиот театар во Велес. Според директорот на Македонски железници транспорт Никола Костов, интересот на младите за користење на железничкиот транспорт е огромен и посочи дека проектот ќе продолжи до крајот на годината. Освен проектот за бесплатно патување на млади лица до 27 години, во соработка со Министерството за култура за младите лица обезбеден попуст од 50% за билетите во сите културни установи, а во соработка со Македонски железници се реализира и проект за попуст од 50% за билетите во железничкиот сообраќај за сите ученици и студенти. На сцената на Кумановскиот театар публиката имаше можност репризно да ја проследи Брехтовата представа Мајка храброст во режија на Звездана Ангеловска. Одлично направена поделба на улогите, во кој носечката на мајката, доделена на Кети Дончевска Илич, која без да тежне кон монументалност и ментално и емотивно е вистински монумент на представата. Неодоливо перфектната Јасмина Василева, како и останатите вистински поделени и одиграни роли, ни доловија период на доминација на војната како античовечки прорив на човештвото. Темелит, умен и мисловен проект заслужува повеќе пати да биде виден и несомнено пред полн салон публика. Ajde, kada je mojčom?
Ова е момент посветен на театрот и неговото воздигнување, затоа што текстови како што е Брехт не се поставуваат секоја сезона, порача режисерката која го подготви проектот. Од сега па натаму драмата е на репертоарот, по неодамнешната премиерна изведба. Представата ја доловува храброста на послабите, немоćните, угнетените, болните, сиромашните и обесправените. Таа не ми бе посветена. Иако со тешка тематика, за публиката е прифатлива, која желно по цела година очекуваше нов театарски проект. Тоа е неверојатно како се почувствува. Овој ансамбл некако тој сенс го имаше и се потрудивме. Ова бара сепак мако трпна работа и како што рековте вие, храбро да настапите и баш да се игра онака брехтовски. Во делото на Брехт, кумановските актери на момент се обидоа да ја докажат филозофијата дека човекот не може да влијае врз големите настани, не може да го менува светот со задача да го прави она што може, а тоа е да преживее со доза на себична итрина. Од ум до мец, од меца чешка, мајка храбра стрнува. Ова е драма за тоа како преживува малиот човек. Поема на нескротливата жет за животот под било какви услови, како и за неуништивата сила на мајчинството што го штити својот пород по секоја цена. Во 1,5-часовната изведба на сцена, актерката Кети Дончевска-Илиќ покажа вистинска актерска зрелост од толкување на главната улога, односно улогата на Ана Фирлинг со прекар мајка храброст, жена и мајка која во виорот на војната ги губи редом сите своји деца. Сепак актерката докажа дека ликот на мајката храброст е толку човечен што драмата ја надминува секоја теза. Ние овде живееме на Балканот и нели најчесто мајките многу често ги нарекуваме македонски мајки. Мајката е македонска мајка. Таа на поинаков начин доживува, преживува, на поинаков начин се справува со проблемите во животот. За разлика од она што овој драмски текст како материја го носи, односно да речем каква е оваа мајка. Многу пријатели кои што гледаат представата многу пати ме прашува дека ама чекај бе, како можеш да реагираш така сега, па нели таа е мајка во оваа и во оваа ситуација? Меѓутоа повторно ќе речам тоа е едно поинакво гледање. Значи како еден мал човек кој што во исто време и мајка, едноставно гледајќи да преживее во војните, заборава на основните работи, заборава на моментот дека ги губи своите деца. Нашиот живот е на сцена. Представата треба да живее токму по премиерата. Но истата представа не може да живее доколку се игра 3-4 пати и тоа поради немање услови се прави пауза од 4 месеци. Мислам дека нашиот театар заслужува повеќе, изјави носителката на голем број одиграни главни роли во театрот во изминатите 10 години, а воедно и добитничка на наградата на Чернодрински за улогата во Галеб, актерката Јасмина Василева. Театарот сепак најмногу од се, мислам колку и да има надворешни непријатели, сега да не звучи параноично, но еве да ќе ги наречам непријатели, најмногу можеме да го држиме во живот ние и публиката ако доаѓа да не гледа. Мислам ние навистина постоиме тука за неа и правиме колку што можеме ние да направиме да се чувствува добро. Мислам, не сме ние тука само за забава, истовремено сме и да посочиме некои си проблеми што така ги обкружуваат сите наоколу. Покрај Кети Дончевска-Илиќ и Јасмина Василева, актерската екипа ја сочинуваат и Владо Дојчиновски, Горан Илиќ, Сања Русевска, Роберт Ристов, Марко Трајковиќ и Марко Богдановски. Представата е сурово реалистична во брехтовски стил без шминка и маски. За тоа говори и дејствието кое покажува дека во светот нема нагодување. Малиот свет на семејството не може да се изолира, бидејќи секогаш зависи од настаните кои не може да ги контролира. По повод Светскиот ден на поезијата и календарскиот почеток на пролета, Центарот за младински иницијативи Цик-цак Крива Паланка организираше поетска вечер насловена како Пролетно будење во стихови. Младите кривопаланчани во градскиот музеј се представија со свој и творби од домашни и светски поети. Младите ентузијасти од Центарот за младински иницијативи Цик-цак од Крива Паланка во галерискиот простор на локалната установа Градски музеј организираа поетско читање по повод Светскиот ден на поезијата и почетокот на пролета. Присутната публика имаше можност да ужива во творештвото на младите талентирани поети од градот, кои се представија со своји стихотворби од реномирани домашни и светски поети.
денеска се собравме да го одбележиме овој мал настан поетско читање по повод Светскиот ден на поезијата и Денот на пролета. Заедно со уште 4 млади наши поети и поетеси, млади таленти, организиравме мал рецитал кој што се представија со по една своја песна и со песна од еден странски автор и македонски автор. Цик-цак е младинско здружение кое официјално е формирано неодамна. Советување и заложби дека ќе бидат центар за артикулација на потребите и иницијативите на младите луѓе во градот. Ние работиме со младите и за младите. И подржуваме нивните потреби, нивните иницијативи и стоиме зад нив. Учесниците изразија надеж дека во иднина ќе има бројни вакви настани на кои младите таленти ќе може да го споделат своето творештво со пошироката публика. Се надеваме дека во иднина ќе има повеќе вакви настани каде што ќе може малите поети и поетеси од нашиот град да го покажат она што го чуваат во себе, она што го имат напишано. Навистина ми беше мило што е организиран овој настан и се надевам дека во иднина ќе се организираат уште повеќе настани како што беше ова. Од Младинскиот центар ги покануваат сите млади и амбициозни луѓе од Крива Паланка и околината да се вклучат во реализација на иницијативите за унапредување на животот на младите во општеството. Сите ние започнуваме како родители со многу идеи за родителството. Меѓутоа понекогаш работите не одат како што сакаме. Голема е улогата на бабите и дедовците во воспитувањето на нивните внуци. На прашањето како да се најде балансот помеѓу преголемата попустливост или преголемата строгост во воспитувањето, одговара педагогот Сузана Денковска. Претераната родителска грижа и попустливост во исполнување на секоја нивна желба, заштитувајќи ги од секоја тешкотија, со цел да му го олеснат животот, му прават само штета на своето дете, не дозволувајќи им самите да ги исполнуваат своите обврски. Со тоа всушност си прават грешка и не ги оспособуваат да бидат истрајни и самостојни, објасни Сузана Денковска, педагог во Основното училиште Крсте Петков Мисирков. Родителите не ги оставаат децата сами да разрешат конфликт кога имаат со своите врсници, туку тие влегуваат во конфликт и тие го решаваат. Ако детето се почувствува дека нешто не е во ред со тестот што го направило и добило послаба оценка, не го оставаат самото да ја праша својата учителка, туку тие интервенираат и во тој случај. Родителите треба во секое време да го поддржат детето кога му е најтешко и да му објаснат дека успехот не доаѓа само од себе. Потребна е упорност и истрајност за да се постигне, додава Денковска. Детето се подучи дека за да постигне успех и добро да ги завршува сите задачи, треба да си направи план, организација, да го подучува на организација, да го подучува дека секој може да сгреши, но ако биде упорен и истрен, ќе ја постигне целичата и ќе ги надмине потешкотиите. Кога станува збор за воспитување на децата од страна на бабите и дедовците, Денковска ја прашавме како да се постигне баланс помеѓу нив и родителите за да не дојде до збунување на децата. За да не се збунат децата, бидејќи родителите постапуваат на еден начин, а бабите и дедовците на друг, треба да се постигне договор меѓу родителите и бабите и дедовците. Свое мислење за воспитување на децата дадоа и нашите сограѓани. Моето внуче у суштина е многу добро дете, многу е воспитано и кога ќе му се каже не тоа, он не дира ништо. Не зима многу строги мерки, са смирно, са убави. Правилен начин на воспитување на децата да бидеш со нив блиски како другар, да ги советуваш на добар начин да одат, да им помагаш што им треба во нивниот живот. Воспитувањето на децата е како игра шах. Потребно е да мислите на добрите страни и ризиците што ги носи секој ваш потек и да мислите неколку потези пред време за на крајот успешно да ја завршите играта. Шиитски бунтовници го зазедоа градот Таиз. Во Донецк нови борбени дејствија. Кратерите во Сибир ја откриваат тајната на Бермудскиот триаголник. Следуваат вестите од светот. Шиитските бунтовници Хути и приврзаниците на поранешниот јеменски претседател Алија Абдула Салех го заземаа аеродромот и делови од градот Таиз. Заземањето на овој град во оваа држава следува ден откако бунтовниците повикаа на општа мобилизација против силите кои се лојални на актуелниот претседател Мансур Хаджи.
Во Јемен продолжува да расте насилството помеѓу спротивставените вооружени групи, вклучувајќи ги борците на Ал-Каеда и Исламската држава. Поради влошување на безбедносната ситуација, Соединетите држави вчера ги повлекоа своите трупи од земјата, како и својот дипломатски персонал. Интензивна артилериска стрелба имало во реонот контролиран од бунтовниците во источниот украински град Донецк, со што е прекршено склученото примирје меѓу проруските сепаратисти и владините сили. Заменик министерот за одбрана на Донецката република Едвард Басурин соопшти дека имало судири во реонот на населените пунктови Спартак и Пески и дека станува збор за минофрлачка и пешадиска стрелба. Регистрирани се директни погодоци на артилериски гранати во административната зграда на железничката станица во Донецк. Наблюдувачите од Организацијата за безбедност и соработка во Европа пристигнале на местото на бомбардирањето против железничката станица. На почетокот на оваа година мистериозни кратери почнаа да се појавуваат во Сибир, што доведе до создавање на голем број теории за нивното потекло. По спроведените истражувања, научниците заклучиле дека настанувањето на овие кратери е резултат на подземни експлозии на газ. Грејењето на површината поради невообичаено топлите временски услови, како и загревањето под површината на земјата довело до ослободување на гасни хидрати, односно силни подземни експлозии. Ова објаснување може да го разјасни и исчезнувањето на бродови и авиони во контроверзната област позната како Бермудски триаголник. Куманово вчера беше домаќин на изборното републичко надпреварување во пинг-понг за пионерки. Во салата на гимназијата Гоце Делчев учествуваа над 10 надпреварувачки кои се бореа за учество во македонската репрезентација. Членката на пинг-понгарскиот клуб Куманово, 13-годишната Ива Димитриевска, прикажа најдобри игри и со максимален учинок од 7 победи, заслужено го обезбеди дресот на македонската репрезентација за Балканското првенство во Косово. Ракометарките на Куманово продолжуваат со одличните игри во пролетниот дел на првенството. На гостувањето во Скопје против екипата на Чаир, кумановки остварија значајна победа од 29-24, со што се зацврстија во врвот на табелата. Екипата на Куманово пред мечот во Скопје се соочуваше со многу предизвици, бидејќи некои ракометарки имаат здравствени проблеми. Сепак, големото срце и желба за победата покажаа дека оваа екипа веќе има одреден карактер. Јовановиќ, иако имате здравствени проблеми, сепак вашата екипа покажа големо срце и стигна до големата победа во Чаир. Коментар за овој надпревар? Па вака, најпрво честитки до ракометарките на ЖРК Куманово кои покажа навистина големо дека имаат големо срце, дека се прави борци, вистински спортисти и покрај здравствените проблеми што имавме претходната недела со сезонскиот грип, две играчици беа повикани во собир на кадетската репрезентација, така да и покрај овие проблеми што ги имавме во претходната недела, нашите играчи покажаа квалитет, борбеност и успеавме да ја совладаме екипата на Чаир во Скопје. Една кратка анализа за текот на надпреварот, всушност што го реши победникот на овој надпревар? Па вака, надпреварот беше израмнет во текот на целиот надпревар. Полувреме заврши имавме водство од 12-11, меѓутоа надпреварот се играше и понатаму гол за гол. Надпреварот го решиме во вториот дел од второто полувреме, кога направивме 5 разлика и се одлепивме и не им дозволиме на домашните ракометарки да се вратат во игра, така да искуството беше на наша страна и уште еднаш ќе кажам заслужена победа и прв пораз на Чаир на домашен терен. И еве сега во сабота или во недела ќе се игра големото дерби, ќе играте против првопласираниот тим на Штип. Веројатно очекувате поддршка од трибините и она што е најважно, победа на овој надпревар. Па секако, следна недела ни е дерби надпревар, ни доаѓа првопласираната Кожувчанка од Штип. Се надеваме на добро игри, исто како што покажа сега против ракометниот клуб Чаир. Со овој надпревар докажавме дека се зголемува капацитетот на екипата, дека моралот на екипата е кренат, така да очекуваме и на овој надпревар да покажат вистинска игра ракометарките на Куманово и да извојуваме уште една убедлива победа. Останува на екипата и стручниот штаб добро да се подготват за следниот викенд за големото дерби против Кожувченка. Победата од овој меч ширум ќе ги отвори вратите на Суперлигата.
Ракометарите на Вардар триумфираа во дуелот со Висла со 31-20 и втора сезона во низа успеа да се пласираат во четвртфиналето од Лигата на шампионите. Со блескаво издание нашите ракометари буквално ги декласираа гостите од Полска и повторно се најдоа меѓу 8-те најдобри состави во Европа. Вардар идентично како и пред 7 дена го отвори дуелот со Висла. Победе со 2-0 и најави дека уште во првиот дел ке се обиде да ја не дополни негативата од 6 погодоци. До средината од првиот дел Вардар ја одржуваше предноста од 2 гола, а потоа стигна и до најголемото водство во тој период од средбата од 4 погодоци. Во еден момент црвено-црните имаа и плюс 5 предност. Како и да е, на одмор заминаа со водство од 14-10. Стартот на второто полувреме беше фуриозен. Со серија од 7-1 ракометарите на Раул Гонзалес не само што ја надополнија разликата од првиот меч, туку успеа да победат со 10 гола разлика и веќе на 15 минути пред крајот на мечот беше јасно дека Вардар ќе успее да го елиминира гостенот од Полска. До крајот на средбата во спектакуларна игра нашите ракометари ја одржува убедливата предност, а во финишот имаа водство од 11 погодоци за конечен триумф од 31-20. Сите играчи што добија шанса на овој меч имаат свој придонес во големата победа. Најефикасен со 9 гола беше Алекс Душебаев, 8 постигна Сергеј Горвок, а 7 пати во листата на стрелците се запише Игор Карачич. 3 гола беа дело на Стојанче Стоилов, Алем Тоскич впиша 2, додека поеднаш мрежата на противникот ја затресува Филип Лазаров и Тимур Дибиров. На голот на Вардар блескаше Арпач Тербик, кој забележи 11 интервенции. На спротивната страна по 3 гола беа дело на Дан Ракотеа, Адам Вишневски и Мариуш Јуркевиќ. Вардар повторно покажа дека е најсилен и најдобар токму кога е најпотребно. Одигра блескав меч и заслужено е дел од европската клубска ракометна елита. Вардар и втора сезона поред е меѓу 8-те најдобри на стариот континент и сега го чека епилогот од ждрепката во Виена, а можни противници се Киелце, Веспрем, Барселона и Кил. Во последниот настап во Јадранската лига сезонава, кошаркарите на МЗТ Скопје на гостувањето против Црвена звезда забележаа пораз од 89-56. Домакините доминираа во текот на целиот надпревар и на крајот заслужено стигнаа до победа, со која го израмнија рекордниот скор во историјата на ова надпреварување и сезоната ја завршија со 24 победи и 2 пораза. Ова беше 32-иот последовен триумф на Црвена звезда на домашен терен во регионалното надпреварување, додека последниот пораз црвено-белите го забележаа во октомври 2012-тата. Најдобар во победничкиот тим со 19 поени и 9 скока беше Мајк Цирбес, Немања Дангубич и Лука Митровиќ постигнаа по 13, Чарлс Дженкинс впиша 11 поени. Во составот на МЗТ Скопје најефикасен со 17 поени беше Стефан Синовец, додека Александар Чапин постигна 10. Барселона вечер ќе биде домакин на лутиот ривал од Мадрид, тимот на Реал Мадрид во 170-тиот Ел Класико надпревар во историјата на Ла Лига. Првиот Ел Класико во Мадрид во октомври минатата година заврши со победа на домакините на Сантиаго Бернабе со резултат 3-1, а сега пред надпреварот од 28-то коло каталонците имаат 3 бода предност на табелата пред кралевите. Во досегашната историја на надпреварите на двата најголеми шпански клубови, Реал се подобри, има 3 победи повеќе од Барселона. Реал Мадрид има 98 победи, Барселона 95, додека 48 надпревари завршиле нерешено. Барселона има предност во однос на Реал пред Ел Класико кој се игра во рамки на 28-то коло од примера. Дербито го дочекуваат во подобра форма од ривалите, а во обложувалниците се фаворити. Екипата на Golden State е се поблиску до позицијата број 1 во плейофот, но ке ја постигна 56-та победа и има процент на успешност од 81,2%. Golden State ја совлада Јута со 106-91, а најефикасен беше Кари со 24 поени. Пласман во плейофот досега имаат обезбеден уште две екипи од Исток, Атланта на Перо Антич и Кливленд, со тоа што Атланта најверојатно ќе биде број 1 на Исток и веќе обезбеди титулата во југоисточната дивизија. На другите надпревари победија Мемфис во дуелот со Портланд, Феникс против Хјустон, Детройт со Чикаго и Бруклин против Индијана. Двајцата најдобри тенисери во моментов Новак Џоковиќ и Роже Федерер ќе играат во финалето на Мастерс турнирот во Индијан Велс. Џоковиќ со 2-0 без поголеми проблеми го совлада Енди Мареј, додека Федерер беше поуспешен од Милош Раонич со 7-5 и 6-4 во гемови. Ова ќе биде нивни 38 меѓусебен дуел, а Федерер има предност од 3 победи, 20 наспроти 17.
Времето во Македонија беше променливо облачно со повремени сончеви периоди и врнежи од дожд. Утре предпладне ќе има слаб локален дожд, а во вторник ќе има преодно стабилизирање на времето. Ќе дува умерен, повремено заселен југоисточен ветер. Ви благодарам на вниманието. Пријатна вечер.